Идеалите за демократија, за човекови права и за социјална правда се столбовите на кои почива и се развива Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија. Денес на овој 4-ти конгрес одбележуваме 10 години во кои јасно се залагавме и создадавме силно, слободно и демократско работничко движење. Како синдикати се бориме за подобри услови за живот на работниците и нивните семејства со постојана борба за сочувување на достоинството на работникот и обезбедување на социјална сигурност. Конфедерацијата на слободни синдикати е основана на 28 декември 2005 година како резултат на слободно, демократско и независно синдикално движење. Се почна со идејата и замислата на еден човек, визионер, идеолог, стратег. Се почна во главата на сегашниот почесен претседател на Конфедерацијата на слободни синдикати, господинот Дојчин Цветановски. Како основачи на Конфедерацијата на слободни синдикати, во историјата на синдикалното движење ќе останат нотирани Синдикатот за образование, наука и култура, Синдикатот за транспорт и врски, Синдикатот за одбрана и Финансискиот синдикат. Се формиравме да ставиме крај на квази синдикализмот во Македонија. 2 години подоцна го одржавме својот втор конгрес во присуство на делегати, многоубројни гости и синдикални пријатели од земјата и странство. Особена чест и задоволство ни приреди и присуството на претседателот на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски. Третиот конгрес го одржавме пред 2 години во време на глобална економска криза, која остави длабоки траги на сите национални економии. Тоа беше тежок период за синдикатот, кој уште на самото основање се заложи дека ќе биде вистински репрезент на правата и интересите на работниците, за да се врати нивната надеж во синдикатот и да се врати почита кон трудот. Денес Конфедерацијата действува без влијание и доминација на владата, работодавците, политичките партии, религиозните и други идеолошки групации, кои имаат цел да ја ослабат синдикалната активност. Како конфедерација броиме 11 грански синдикати. Самостоен синдикат за образование, наука и култура. Самостоен синдикат на вработените во енергетиката, рударството и индустријата. Синдикат за транспорт и врски. Земјоделски синдикат. Синдикатот за администрација и државни службеници, Синдикат за здравство и фармација на Македонија. Синдикат за угостителство и туризам. Синдикат на стамбено-деловните и комуналните организации на Република Македонија. Независен синдикат на одбраната. Независен синдикат на пожарникарите на Македонија и Синдикат на поштенските и телекомуникацијските работници. Масовното членство е силата на синдикатот. Дека сме силни покажува се поголемото членство, односно зголемениот број на гранските синдикати кои членуваат во Конфедерацијата на слободните синдикати. Секако, ова е потврда дека членовите на Конфедерацијата на слободни синдикати гледаат вистинска вредност. Конфедерацијата продолжува да се движи по истиот курс за кој се определи уште на самиот почеток: блискост до членовите, отворено за комуникација, демократија во организирањето на синдикатите и одлучувањето и заштита на достоинството и правата на работа. Конфедерацијата на слободни синдикати во овој момент нуди голема демократија во организирање на гранските синдикати и синдикалните организации на ниво на предпријатија, а воедно се одликува со отвореност и лесен пристап за комуникација со раководните структури. Со измените и дополнувањата на Законот за работни односи од 2005 година кои се однесуваат на синдикатите, Конфедерацијата на слободни синдикати се легитимираше како најбројна синдикална организација во јавниот сектор и како таква во 2008 година беше единствениот репрезентативен синдикат во Република Македонија кој воедно го потпиша колективниот договор за јавниот сектор, кој понуди поголем степен на заштита на правата на вработените. Со утврдувањето на критериумите за одредување на репрезентативност во Законот за работни односи во 2008 година, Конфедерацијата на слободни синдикати врз база на бројноста на членството и други критериуми доби повеќе решенија за репрезентативност на национално ниво за јавниот сектор, а исто така и повеќе грански синдикати се стекнаа со статусот репрезентативни. Ова им даде отворена врата за преговори за колективни договори со организациите на работодавачи или на ниво на компаниите. Тие синдикати се самостојниот синдикат за образование, наука и култура, самостојниот синдикат на работниците од енергетика, рударство и индустрија, Синдикатот за администрација и државни службеници, Синдикатот за транспорт и врски и Синдикатот на стамбено-деловни и комунални организации. Со новите измени на Законот за работни односи, исто така вистински профункционира телото за кое Конфедерацијата на слободни синдикати се залагаше уште од основањето – Економско-социјалниот совет. Советодавно тело во кој подеднакво се застапени представниците на владата и репрезентативните организации на синдикатите и работодавачите. Ваквата институционална форма на социјален диалог одамна е практика во земјите на Западна Европа. Конфедерацијата на слободни синдикати уште од формирањето се залагаше за негово функционирање во вистинска смисла. Денес Конфедерацијата, заедно со Сојузот на синдикатите на Македонија, е рамноправен член на Економско-социјалниот совет на Република Македонија.
Целокупната легислатива од економско-социјалната сфера, што има директно влијание на добросостојбата на нашите членови, мора да биде дискутирана во рамките на ова тело. Со Сојузот на синдикатите на Македонија имаме одлична соработка меѓу два репрезентативни синдикати, со што, уште од самиот почеток на функционирање на Економско-социјалниот совет, настапуваме заеднички во интерес на работниците. Економско-социјалниот совет е конкретен и вистински израз на социјалниот диалог во самата негова суштина. Економско-социјалниот совет, колективното преговарање и исклучувањето договори се вистинско мерило за успехот на еден синдикат. Во меѓувреме потпишани се или предложени повеќе грански колективни договори, како и колективни договори на ниво на работодавач, членки на Конфедерацијата на слободни синдикати. Преку активно учество на Конфедерацијата на слободни синдикати во работата на Економско-социјалниот совет, доставувањето мислења по законските решенија и предлози, учеството во работата со Комисијата за труд и социјална политика на Собранието на Република Македонија и Националниот совет за евроинтеграции, ќе продолжиме да даваме свој придонес за подобрување на трудовата легислатива, како и во делот на социјалната заштита на нашите членови и вработените во Република Македонија. Како Конфедерација на слободни синдикати поднесовме низа иницијативи до Економско-социјалниот совет, како што се иницијатива за формирање на агенција за мирно решавање на спорови, за измени и дополнувања во Законот за работни односи, иницијатива за учество на работничките представници во управните одбори на фондовите и агенциите, иницијатива за ратификација на конвенциите на Меѓународната организација на трудот кои се однесуваат за јавниот сектор. Важно е да се напомене и поднесената заедничка иницијатива до Економско-социјалниот совет со Сојузот на синдикати на Македонија за воведувањето на повеќе услови за пензионирање во Законот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Ова е цел од која не отстапуваме, бидејќи во земјава постои само еден услов за пензионирање, а тоа е возраста. Голем конкретен успех е и донесувањето на Законот за минимална плата во Македонија. Тоа представува реализација на резолуцијата на Конфедерацијата на слободни синдикати од вториот конгрес, која како наша иницијатива почна уште во мај 2006 година, време кога почнавме кампања на прибирање потписи. Беа собрани повеќе од 45.000 потписи од членовите и граѓаните со барање за донесување на закон за минимална плата на национално ниво. Овој закон е реалност и со нето износ, кој во почетокот беше 8.050 денари или 39,56% е дефинирано минималното ниво на социјална сигурност за секој вработен во Македонија. Она што е поважно, дефинираната минимална плата на над 65.000 работници кои примаа пониски плати од споменатиот износ им донесе посигурни и повисоки примања. Денес минималната плата изнесува 9.590 денари, а од 1 јануари таа ќе се зголеми на 10.080 денари. Ова е огромен успех за нас како синдикат, бидејќи придонесува и за социјална стабилност на државата воопшто. Конфедерацијата на слободни синдикати е застапена и во речиси сите локални економски и социјални совети во Македонија. Искрено веруваме во потенцијалот и важноста на овие тела за локалниот развој на општините во Република Македонија. Конфедерацијата на слободни синдикати има изворедна соработка со Меѓународната организација на трудот и незината локална канцеларија во Скопје. Конфедерацијата учествуваше во двогодишниот регионален проект за јакнење на секторското колективно преговарање. Исто така, учествувавме во регионалниот проект за заздравување од кризата во Југоисточна Европа, чија цел е да се имплементира глобалниот пакт за работни места усвоен од Меѓународната организација на трудот. Во моментот, Конфедерацијата на слободни синдикати е активно вклучена во проектот на МОД за унапредување на социјалниот диалог. Конфедерацијата вложува многу во организирањето на најразлични едукативни активности. Одржани се бројни трибини на теми од Законот за работни односи, локалните економско-социјални совети, мирно решавање на работничките спорови, синдикатите и јавното мислење, безбедноста и заштитата на работа, дискриминација на работното место, мобингот и така натаму. Конфедерацијата на слободни синдикати досега одржа и бројни семинари на различни теми со единствена цел – обука и јакнење на капацитетите на синдикалните лидери. Одржани околу 100 едукативни семинари на различни теми – улогата и значењето на синдикатот, колективното преговарање, Законот за работни односи, односи со јавноста, реформите во пензиското и инвалидското осигурување, регрутирање на нови членови и друго. Конфедерацијата едуцираше околу 30 синдикални тренери кои самостојно вршат обуки на членството на различни теми. Во овој дел упатуваме посебна благодарност до Холандскиот синдикат за образование, АОП, како и до Американскиот центар за меѓународна работничка солидарност и Американската федерација на трудот, кои ги помогна овие активности преку обуки на најразлични теми. Конфедерацијата на слободни синдикати е членка наблюдувач на Европската конфедерација на синдикати и придружна членка на Меѓународната конфедерација на синдикати. Како таква, учесник е на сите нивни регионални форуми и експертски мрежи.
Конфедерацијата на слободни синдикати е членка на заедничкиот Европски економски и социјален консултативен комитет. Тој представува заедничко консултативно тело меѓу Македонија и Европската унија, каде освен социјалните партнери ги инволвира и представниците на граѓанско општество. И во годините што предстојат, Конфедерацијата ќе продолжи со својата активност согласно нашите поднесени иницијативи за да се подобрат работно-правната и социјалната легислатива. Конфедерацијата на слободни синдикати поведе иницијатива, но и активно се вклучи во постапката за измени и дополнување на Законот за работни односи во делот на работната легислатива и поднеси иницијатива за донесување на одделни закони за синдикати и колективно преговарање, за штрајк, како и закон за информирање и консултирање на работниците. Ки иницираме постапка за донесување закон за поделба на синдикалниот имот по примерот на земите од регионот. Конфедерацијата смета за потребно да се вклучат представници од синдикатот во управните одбори на сите јавни фондови и агенции, каде што работниците партиципираат со своји средства со цел да има увид и контрола врз распределбата на средствата. Работевме на промовирање на мирно решавање на работните спорови наспроти судските постапки, зашто се направија измени во Законот за работни односи. Предностите се повеќе кратни, а целта е побрзо, поевтино и поедноставно решавање на работните спорови и доаѓање до правдата за работникот. Истовремено, Конфедерацијата на слободни синдикати вложува во континуирана обука и регрутирање на нови членови, посебно помеѓу нововработените лица. Во рамките на Конфедерацијата работат две секции, секција на жени и секција на млади. Секцијата на жени одржа многу семинари на посебно релевантни теми за жените работнички во делот на мајчинството, безбедноста и здравието на работа, дискриминацијата, како и психичкото вознемирување на работното место. Оваа секција е посебно општествено активна и секоја година организира хуманитарни, великденски и божикни настани, чии приходи се насочени кон потребите на социјално најранливите категории. Секцијата на млади е вмрежена во регионалните структури на Светската конфедерација на синдикати и секогаш учествува во дебатите на младите синдикалисти на најактуелни теми за младата популација, невработеноста, имиграцијата, регрутирањето на синдикални активисти и членувањето во синдикат. На крајот останува да бидеме задоволни од сработеното. Си поставивме високи цели и клучни поенти. Успеавме и сме горди за успехот, но токму тој успех не поттикнува да бидеме уште поактивни во заштитата на правата на работниците и да бидеме нивни вистински репрезент. И на овој 4-ти конгрес ветуваме дека ќе се движиме по курсот на блискост со членовите, отвореност за комуникација, демократија во организирањето на синдикатите и одлучувањето и заштита на достоинството и правото на работа. Благодарност до членовите кои не направија репрезентативен фактор во синдикалното движење во Република Македонија. Честито 10 години Конфедерација на слободни синдикати на Македонија. Продолжуваме понатаму да бидеме силата на новото време.